Долги години корупцијата е еден од најголемите проблеми во Македонија. Слонот во просторијата, како што пластично објасни Хозе Антонио Морено Дијас, председател на постојаната група на Европскиот економски и социјален комитет за фундаментални права и владење на правото. Државава треба да работи многу сериозно и на суштински реформи во правосудството, што е една од клучните цели на властите во земјава. Морено Дијас порача дека Македонија има добра законска рамка, добри институции, но запишаното на хартија треба да се преточи и во пракса. Во однос на владењето на правото, корупцијата секако е слонот во просторијата. Тоа беше спомнато во сите панели, но нашите колеги посочија проблеми во однос на судството, особено финансирањето, буџетот на судството, проблеми со персоналот, со пристап до стручни лица во судството, во обвинителството. Македонија во текот на минатиот период активно работи на спроведување на реформската агенда со цел предвижување напред во евроинтеграциите. Првиот вице-премиер и министер за евроинтеграција Беким Сали порача дека државава сторила многу жртви и нејзиното место е во европското семејство. Имаме донесено тешки одлуки, имаме спроведено реформи кои доста изискува и остануваме цврсто усогласени со вредностите на Европската унија и нејзините политики. Меѓутоа реформите мора да се преточат во подобро владење, посилни институции и во подобрен квалитет на животот за нашите граѓани. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески порача дека кај македонските граѓани постоел скептицизам во однос на евроинтеграциите, но работите почнале да се движат во позитивен правец последниве 2 години. Ние сме многу скептични во поглед на приближувањето кон Европската унија, меѓутоа морам да кажам дека последниве 2 години како со реформските чекори и реформската агенда со други мерки кои се презедоа некако станаа поблиски и појасни тие работи. На патот кон Европската унија учество земаат и представници од невладиниот сектор во државава. Оттаму пораката е дека е потребно на секое поле да се изградат посилни врски со другите земји аспиранти за членство. Ние пак треба повеќе да искористиме можноста да се поврзаме со останатите кандидати од земјите од источното партнерство, со Украина, со Молдова. Мислам дека тука имаме простор веројатно со оглед на заедничкото учество, многу повеќе да ги изградиме тие врски. Македонија на патот кон Европската унија е блокирана поради бугарските условувања и францускиот предлог, што го прифати власта на СДСМ и ДУИ, па сега Бугарија го користи да не уценува.